По признавањето на нашето уставно име на Македонија од Канада, македонска делегација предводена од министерот за одбрана Лазар Еленовски води разговори во Канада за натамошно проширување на соработката, но и за поддршка на Македонија за влез во НАТО. Од Торонто нашиот известувач Никола Чунихин. Со признавањето на Македонија под низиното уставно име постигнат е уште еден поен во мечот за приближување на Македонија кон членство во НАТО. Ова денеска го изјави пратеникот со македонско потекло во Долниот дом од Канадскиот сенат Луите Мелковски на средбата со македонскиот министер за одбрана Лазар Еленовски во Отава. Големиот лобист на Македонија во канадската политичка елита истакна дека ни грчките протести не можат да го запрат напредувањето на Македонија кон нејзините евроатлантски интеграциони процеси. Заблагодарувајќи се, министерот Еленовски истакна дека за Македонија ова се клучни моменти кога секоја помош е неизмерно потребна. Министерот Еленовски заедно со неговиот албански колега Фатмир Медиу, кој исто така е во посета на Канада, во моментов имаат работна средба со повеќе членови на канадската политичка сцена и лобисти и поддржувачи на Македонија, а меѓу нив и со амбасадорот на Соединетите Американски држави во Отава, Дейвид Вилкинс, добар пријател, соработник на американскиот претседател Џорџ Буш. Исто така, Еленовски се среќава и со Колин Сворт од Канадското министерство за одбрана, одговорна за НАТО. Доцна попладне по локално време, Еленовски се среќава и со министерот за национална одбрана на Канада Питер Маккей. Со цврста зацементираност на сопствените позиции, Македонија и Грција утре, според сите оценки, влегуваат во клучната рунда од преговорите за името. Спектакуларност не се очекува, дотолку повеќе што медијаторот Метју Немиц нема да презентира нов предлог. Тоа евентуално би било можно еден месец подоцна, откако ќе ги слушне аргументите на двете страни. Но добро упатените не отфрлаат можноста Нимиц на оваа рунда да го најави своето повлекување и да предложи во иднина преговорите да се водат без медијатори преговарачи, а на повисоко политичко ниво, министерско. Нејасно е дали во овој случај Обединетите нации натаму би го имале медијаторскиот мандат или тој се сели во рацете на клучните креатори на меѓународната политика, кои бараат уште една отстапка од македонска страна, а тоа е повлекување на името на аеродромот Александар Велики, нешто што многу ги разгневи грците, а македонците, како што сега стојат работите, немаат намера да го сторат. Инаку нашиот преговарач Никола Димитров во својата дипломатска фасцикла го носи ставот дека уставното име е неменлива категорија, а двојната формула и натаму е единствениот прифатлив компромис. Грчката позиционираност е уценувачка. Скопје да прифати сложено име кое битно се разликува од името на грчката северна област Македонија, ако сака зелено светло од Атина за евроатлантската перспектива и за економската и регионалната стабилност. Со ова стојалиште Атина го крши интерим акордот од 95-та година, од кој не се повлекува и оттаму нема основа и можност да го попречи интегрирањето на Македонија во НАТО и во Европската Унија. Заканите со вето се реални, но некои дипломатски кругови ценат дека и тоа е пресилен механизам кон кој би се приклонила владата на Караманлис. Единствено можно е до бескрај да се одолжува ратификацијата на НАТО и ЕУ одлуките за прием на Македонија во националниот парламент. На врат на Грција и висати речиси 2/3 од членките на Обединетите нации што не признаа подуставното име и можноста некоја од нив да поведе иницијатива за исправање на преседанот, кој спротивно на стандардите на светската организација беше направен за време на нашиот прием. Голема е веројатноста тоа и да се случи. Како што се наближува денот на новата рунда разговори за името во Њујорк, може да се слушнат сугестии дека спорот треба да се оконча. Еве една од Франција. Земјата која цело време додека траат натегањата на релација Атина-Скопје не презема чекори што би ја фаворизирала едната или другата позиција. Душко Арсовски го има следниот материјал од Париз. Треба да умееме да живееме со времето. Ова, според францускиот сенатор Жан-Клод Фрекон, е формулата да се надмине билатералниот спор меѓу Грција и Македонија за името. Препораката важи и за двете страни. Кога велам треба да знаеме да живееме во чекор со времето, ќе кажам дека Република Македонија постои повеќе од 15 години, земја чие што нејзино име е познато и признато од голем број на држави, така да сметам да треба сите да го прифатат нејзиното име, а тоа е Република Македонија. Како член на опозицијата, социјалистот Фрекон вели дека не знае каква позиција ќе изгради за билатералниот проблем шефот на државата Никола Саркози. Се сеќава дека поранешниот Жак Ширак го користел уставното име Република Македонија. Сенаторот оценува дека спорот не е ирационален ако се погледне од грчки аспект.
Знаете, затоа за нив ова не е ирационално прашање, но прашање од кое што нели е дел од нивното минато и историја. Меѓутоа би сакал да кажам дека треба сите ние да умееме да живееме во чекор со времето, а тоа е минато време. Жан-Клод Фреконе е известувач за Македонија на Советот на Европа за прашања за децентрализацијата. Има напредок, но вели треба уште да се работи. Негов совет е за успешна децентрализација треба цврста финансиска самостојност на општините.